председавач, почитувана јавност, денешната седница е доказ дека нема државни интереси, дека нема граѓански интереси, па така, пратеници, избрани од граѓаните, не гласаа за решавање на состојбата во градинките, за состојба која што владата на СДС и ДУИ ја создаде. СДСМ, Жаклина. И ДУИ, да ве молам, председавач, да бидете вака брзи и експедитивни кога ја нашето име не се изговара и коректни. Пратеници, замислете, кои што се избрани од граѓаните, гласаа против оние кои што ја штитеа безбедноста на државата. Денешнава седница, почитувана јавност, е доказ дека е точна онаа народната со свој камен по глава или каменот доаѓа од близу. Во експозето на техничкиот премиер ниту еден збор искажан за разрешување на министерот. Ниту еден збор искажан, да речам, за недоволна елоквенција, за несовесно функционирање, бидејќи пред отприлика една година сите пратеници од нашата пратеничка група ви укажувавме за се ова што ќе се случува денес. И имам дилема се уште за ДУИ и Алијанса, кога повеќе се сакавте или мразевте? А сигурна сум дека ниту вие не знаете одговор на ова прашање. И токму оној кој што се ја предизвика цела оваа ситуација, замислете со Facebook статус. Има разрешување на министри и постапување на техничкиот премиер по пишан Facebook статус. Пред да влезе Алијансата на албанците во влада, токму Таравари, има кажано дека има дилема како ДУИ би се однесувала во опозиција. За да кратко потоа, токму истиот влезе во влада и го спасува ДУИ. Парадокс, нели? И во тие моменти беа водени само од интерес и од ништо друго. Па така, Алијансата на албанците станува резервна гума на ДУИ, која не издржа ни година, издиша како дупнат балон. Прашање до Алијансата за албанците. Дали нешто променивте на подобро за една година? Дали ја намаливте корупцијата? Дали го намаливте криминалот? Дали ги подобривте состојбите во здравството? Дали ја зголемивте довербата во судството? Дали обезбедивте книги за учениците и така натаму? Мислев дека ќе го разрешите Меджити поради скандалот на онкологија, поради лажното ветување за разрешување на организацијски директори, а мислев дека и Алијансата на албанците нема да влезе во влада со ДУИ поради пожарот во Тетовската болница. Исто така мислев дека нема да влезе во влада со ДУИ поради приватизација на биохемиските лаборатории и на итната медицинска помош. Зошто го разрешувате Меджити? Бидејќи ви откриваше скандали? Бидејќи ви откриваше одговорни за штетите во здравството, луѓе кои беа блиски до СДСМ и до ДУИ, па така го откри кривецот за нефункционирање на КАТО системот и така натаму. И уште низа прашања се редат. Дали го разрешувате поради низа скандали во здравството, како што кажав? Дали го разрешувате дека се ангажирани сестрата и братот на сопругата на Меджити во кабинетот на министерот и дали за вакви позитивни промени, како што зборуваше министерот во тој негов краток мандат? Дали и сопругата на министерот за правда Лога, кој доаѓа од истата партија како Меджити, се вработува во клиниката за стоматологија? Јас се прашував дали заради овие работи се разрешува Меджити. Тука се открива една суштина длабока. Дали кога кабинетот на Меджити раскажуваше приказни за позитивни промени во здравството, мислеше на немањето одговорност и непреземањето мерки и послучувањата во 8 септември, каде беше загрозена безбедноста на здравствените работници, кои иако се зачестени, сепак ништо не е преземено од раководството кое нема мрднато со прст да ги заштити сите своите вработени. И така натаму, и така натаму. И замислете, од пред една година во стенограмите, од толку големи планови за здравството, стигнавме до колабирано здравство во кое не можеа вработените своевремено да земат плата. Замислете, сите оние кои што беа на првите линии во ковид пандемијата, нема никаква здравствена сигурност, нема никаква здравствена сигурност на граѓаните, онколошките случаи беа оставени на цедило, немаше терапија, па ги праќаа да земаат во Косово. Понатаму,
немаше, ако добро се сеќавате, клексани и така натаму, се плаќа огромни суми во туѓи држави, немаше исплата на породилно отсуство, немаше лекови, едноставно немаше систем на заштита во државата. Јас би сакала да упатам, еве пример, дали ќе препознаете следнава изјава, вака вели: една влада со 59 пратеници се чатали, ова се не се мои зборови, цитирам од еден колега кој што ќе го откриам на крај. Една влада со 59 пратеници се чатали и дрско се однесува кон граѓаните и бара спрас преку уцени закани, купување или киднапирање пратеници. Еден хибриден режим кој се повикува на европски вредности, а целиот нејзин мандат и крајот се карактеризира со постапки и скандали спротивни на тие вредности. Синоќа не потврли новото мнозинство, уште помалку опозицијата, синоќа се вклучи алармот за сите граѓани и за меѓународната заедница. Ова се зборови на колегата Хајлу Снопче кога зборува во 21 година и во таа истата влада за која што открива голем недостаток на функционирање на отчетност, транспарентност и така натаму, во истата влада за неколку месеци од оваа изјава Алијансата на албанците влегува во неа, за да сега после една година откако влеговте во владата се доведовте до таа ситуација да полицијата истражува два инциденти. Куршумот пред вратата на Арвен Таравари и нападот на Дритон Небију. Ете, тоа е судбината на новопечените расколникови. Од партија која растеше во гласови и број на пратеници до партија во која не се знае кој на кого да му верува. Тешка судбина имате. Од партија која решаваше за победа во албанскиот блок да предете во сенка на Дуи. Вас повеќе ви интересираше да ја задржите владата ден повеќе, ама не ви интересираше зошто стручни и искусни доктори се одселија од државава и уште колку планираат да заминат. Сите што заминаа велат никогаш не било полошно. Мислев за тоа ќе кажете нешто до сега. Без разлика дали ќе одите самостојно на избори или во коалиција со Европскиот фронт, вашата судбина е одредена и запечатена, а тоа е да се растурите како партија. Вие сами си ја запечативте судбината, никој друг. Никој не ви е крив што дозволивте Дуи да ве растури. Покажавте толку дека колку немате слобода во вашата партија. Двајца ваши министри го поддржаа Таравари и Дуи ви ги разреши. Сценариото кое го посакувавте за ВМРО ДПМН и се ситевте кога нас ни се случуваше раскол во нашата партија, ние за среќа многу брзо се консолидиравме. Токму вашата декларативна заложба за европски вредности ви се удри од глава и редно е да сватите колку е лажна и дека ќе се растурите како партија. А сега да им разјаснам малку на колегите од СДСМ, на пратениците од СДСМ, кои за жал од дрвото не ја гледаат шумата. Да ви кажам една дефиниција за вас. Вие сте си заложник на Дуи, и тоа и ќе останете, ќе бидете војни на тешка колатерална штета, вие сте штета на македонската политичка сцена, какво што никогаш немало. За сето ова не сте ни свесни што ви се случува, но сето ова ќе ви стане јасно на следните избори. Вие не свативте дека сте на власт, па ВМРО ДПМН ви беше за се криво до сега. И благодариме многу за тој епитет и за многу зборови денес кажани дека ВМРО ДПМН е криво за тоа. Со тоа покажувате дека всушност колку сме многу силни и тоа во опозиција од опозиција. Да сакавме ова да го кажете, не можете да го кажете, затоа што предизвикавме, според вас, низа турбуленции на политичката сцена. Благодариме на епитетот. И да ви порачам, министри од Алијансата за албанците, пошто многу денеска сте главни звезди во Собраниево, еве, да ви се обратам и вас. Не им верувајте на Дуи, затоа што токму тие ве растурија и токму тие ве разрешуваат. И на крај, на професорот по математика, еве, еден стручен одговор ќе пробам да кажам, еве, моje скромно знаење како инженер-технолог. Ако хипотезата, велите вака, логиката има еден исказ, ако хипотезата е погрешна, може да се донесе било каков заклучок. Јас вака ќе ви кажам, дека хипотезата ви беше погрешна, резултатот е погрешен, или каков сакате може да биде, правецот ви е погрешен, целта уште повеќе. И ви кажувам најодговорно, дека аргументацијата всушност не зависи секогаш од знаењето, туку од
убедливоста во аргументацијата и така невистината ќе ви стане вистина. Вистината ви се удри од глава, колеги. Реплика Халил